Пред да му дадам збор на Горан Дамчевски, кој е заменик председател на Сдруженијето на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија, јас накратко ќе дадам само информација за статистичките податоци од секторот туризам и угостителство. Имено тие се од минатиот месец. Последните податоци за угостителство и туризам треба да излезат за 2 дена, заклучно со месец октомври, меѓутоа оние што се последни официјални се податоците за периодот јануари-септември 2018 година, во која што статистиката евидентира зголемување на бројот на туристи за 13,6%, односно кај домашните туристи за 14,1%, а кај странските има зголемување за 13,3%. Во истиот период, јануари-септември 2018 година, споредено со истиот период 2017 година, имаме зголемување на бројот на ноќевањата за 15,2%, од кои кај домашните гости за 14,3%, а кај странските зголемување за 16,4%. И после поминати 9 месеци од оваа година нема промена на сликата која што ги евидентира бројот на туристи по земји и реализирани ноќевања од туристи по земји. Имено и натаму број 1 туристи во Македонија според бројот се туристите од Турција, следуваат туристите од Србија, Бугарија, Грција, Холандија. Од аспект на реализирани ноќевања, повторно најбројни се турските туристи, на второ место се холандските и потоа следуваат гостите од Србија, Грција, Бугарија и така натаму. Она што би сакале да го потенцираме исто така е од аспект на девизниот прилив што го обезбедува туризмот во македонската економија, а тоа е дека споредено од 2010 со 2017 година имаме раст од 65,23% на девизниот приход од туризмот. Во првите 9 месеци од 2018 евидентирани се 196 милиони американски долари девизен приход од туризмот, со тенденција за нагорен тренд. Зашто ја споредуваме 2010-2017 година? Ние тоа многу пати сме го посочували досега. 2010 година за прв пат во Македонија се воведува субвенционирање на туроператори кои носат странски туристи. Од тука овој период споредено со годините што следат го имаме како основа или база за реализирање за следење на растот на девизниот прилив од туризмот. Имено она што останува како, да кажеме, како спорна ситуација е тоа што учеството и покрај растот на бројот на туристи, кој што за очекување е дека до крајот на годинава ќе надмине 1 милион туристи, кој што всушност како таргет беше поставено уште пред повеќе години и дека ќе се реализираат ноќевања од околу 3 милиони ноќевања од туристите кои доаѓаат во Македонија. Сепак учеството на туризмот во бруто домашниот производ е на исклучително ниско ниво и Македонија, за разлика од други земји па и во регионот, не го мери се уште официјално индиректното учество на туризмот во вкупната економија, што го остава на исклучително на низок процент. Ако се следат трендовите на порастот на бројот на туристи, на бројот на ноќевања, мораме да констатираме дека се тоа се случува во отсуство на стратегија за туризмот. Македонија во моментов, уште од 2016 година, значи веќе трета година завршува, имаме стратегија која што е во нацрт верзија и од тука бизнес секторот констатира дека ако сакаме да ги задржиме позитивните трендови во туризмот кои што ни се случуваат во овој период и имајќи во предвид дека туризмот е трета гранка во светот која што е дефинирана како брзо растечка по хемиската и нафтената индустрија, бизнес секторот алармира дека во следниот период мора да се работи на сериозна стратегија која што ќе ги постави темелите за еден подолгорочен развој на туризмот во Македонија, имајќи ги во предвид карактеристиките и предностите што ги нуди Македонија како туристичка дестинација поединечно, но и како дел од регионот на Западен Балкан. Во таа насока, значи Стопанската комора на Македонија преку Сдруженијето за угостителство и туризам, а во рамки на проектот на USAID партнерство за подобра бизнес регулатива, кој што проект е имплементиран од Епицентар Интернационал, а во соработка со уште 3 комори во Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија и Комората за IT технологија МАСИТ, во овој период организира 2 форума
кои што се на тема стратешки развој на туризмот и ефектите на државната политика за негова поддршка. Едниот форум се одржа во Охрид минатата недела, другиот форум се одржува утре во Скопје. Целта е на овие два форума бизнис заедницата заедно со владени представници, со домашни и странски експерти да споделат искуства и да дадат предлози за развивање на секторот и угостителството, во кој освен иновативни идеи ќе се добијат информации и за тоа како државната поддршка во следниот период треба да биде искористена во насока на развој на туризмот. Значи, јас уште еднеска само ќе констатирам дека она што е порака од бизнис секторот е дека позитивните трендови во угостителството и туризмот во иднина треба да бидат резултат многу повеќе на една сериозна стратегија за туризмот која што во моментов изостанува. А на што се должи ваквата констатација на бизнис секторот? Во рамки на форумот изработена е анкета во која се анкетирани угостителските објекти за прехрана и за ноќевање и врз база на одговорите што ги добивме од анкетното истражување, всушност ќе биде иницирана и утрешната дискусија со сите учесници. За тоа што е констатирано од анкетното истражување кое што го спроведовме во рамки на проектот, повеќе од Горан Дамчевски, председател на Сдруженијето. Учествуваме како Сдружение за угостителство и туризам, учествуваме во еден проект финансиран од USA, кој треба да ни помогне подобро да управуваме, односно на нашите членки од реалниот сектор подобро да управуваат со своите бизниси. И за потребите на проектот требаше, односно се изработи еден прашалник, една анкета се изработи, преку која требаше да детектираме, односно самите стопанственици, хотелиери и собствениците на рестораните да ги дадат своите мислења преку одредени прашања, што е тоа што им прави проблем во работењето, што е тоа што тие сакаат да се подобри и кои се нивните идеи во иднина. Што е интересно за анкетата, сакам да напоменам дека анкетата беше поделена, односно прашањата беа поделени на 3 дела, во 3 сегмента беа поделени и првиот сегмент се однесуваше на делот вработени или како ние си викаме персонал во хотелско-угостителските објекти. Вториот беше имплементација на стандардите и одржување на истите и третиот дел беше придонес на државата, односно на органите кои го тангираат туризмот и угостителство како негов чинител, за поуспешно работење на овие бизниси. Значи, колку државата придонесува за овие бизниси да работат поуспешно или да функционираат. Сега, таму некаде во тие два дела, едниот беше поделен, значи, едниот дел беше за хотели, вториот дел беше за ресторани и таму некаде има околу 70, ми се чини 75 прашања збирно, значи по 33 прашања на репрезентативна бројка и од хотелите и од рестораните. Обемен дел, голем број на прашања, се не би ги читал сите, вие ќе ви бидат поделени кој е заинтересиран прашалникот, можете да разгледате кои прашања биле и како е одговорено. Јас сакам само да се навратам на она што е битно како резултати што ги добивме во врска со овие 3 сегменти. Значи, сегментот за вработени или за персоналот, сегментот за стандардите, сегментот за државата, колку придонесува за поуспешен бизнис. Пред се сакам да напоменам една работа, дека кога ќе гледате прашалникот, ако ви е малце дискутабилна бројката, дали е репрезентативен или не тој примерок, сакам да појаснам да нема некаква забуна дека една од работите што треба органите на Министерството за економија, делот за туризам да го реши, тоа е пријавувањето, односно регистарот на регистрирани хотелско-угостителски објекти. На терен ни се појавува многу голем број на хотели и ресторани, во регистарот многу малку. Па така да имате бројка од 60 ресторани, само 60 пријавени регистрирани во Македонија, хотели колку, Данила, 145 од 3 до 5 150 од прилика од 3 до 5 звезди, а само отворете златна книга или отворете Booking, ќе видите дека имате 500 преноќишта и хотели во Македонија, во Скопје само, во Македонија многу повеќе, значи не ни се одвестуваат бројките. Значи тоа е една од работите на која треба
сите да се замислиме што сме во оваа бранша, во овој сектор, и од тука произлегува дека добиените резултати малце се помал број на анкети, односно тие што одговориле. Како и да е, за нас е битно тие што ги таргетиравме, битно е што кажале, и по однос на првото, значи на вработените, сите без исклучок, значи над 90% искажуваат сериозна загриженост во врска со вработените, односно со персоналот во Македонија во хотелско-гостителски објекти. Многу сериозен проблем. Не треба да е човек многу паметен тоа да го види, треба да прошетате само по рестораните и по хотелите, ќе видите дека имаме сериозен проблем со вработените. Ние сакаме утре на форумот да подискутираме и како да се реши. Во анкетниот прашалник бараме и некакви предлози. На крајот од криштата многу се битни и тоа ќе ни биде појдовна точка да видиме што е тоа што реалниот сектор предлага и бара. Значи, према државата ќе излеземе со некакви јасни ставови како сектор, што е тоа што ние бараме, како да ни се реши проблемот со вработените или со персоналот, иако тоа ќе биде поприлично тешка работа, ама ќе пробаме некако да се справиме со овој предизвик. Значи, тука имаме голема бројка, на 90% констатација дека имаме сериозен проблем, дека сите и ресторани и хотели потенцираат, посебно дека 2018-2017, посебно 2018 дека е драстично зголемен проблемот со вработените. Во делот са стандарди, тука објектите, бројката е задоволителна, ако разгледуваме од стручен аспект, значи на објекти хотелско-гостителски што ги имплементирале стандардите, во делот на ресторани главно се мисли на ХАСАП и некој дел малце на халал, меѓутоа главно на ХАСАП стандардот. Тоа беше и законска обврска и се уште е законска обврска, и имаме еден поддел дали ги, освен тоа што ги имплементирале, дали ги одржува стандардите. Некаде 40% се изјасниле дека да ги одржува стандардите. Кај хотелите малце е по да речам условно полоша состојбата, таму имаат имплементирано некакви стандарди за хотелско работење, меѓутоа од време на време знаат да не ги одржуваат добро, значи евидентно е паѓање на стандардите во хотелскиот дел. Таму има една многу интересна работа, дека се хотелиерите се под притисок на гостите, односно на странските гости поточно, бидејќи странските гости има и такво прашање каде што ги прашуваме дали гостите инсистираат од нив, односно бараат да ги одржуваат стандардите, и тоа е потврдно да, без исклучок над 90%. Значи хотелиерите се под притисок на гостите за да стандардите во хотелското работење бидат одржани. Значи тука е добра ситуацијата, што во ресторанското работење пак не е таква ситуацијата. Значи таму гостите во толкав процент не бараат. И третиот сегмент е колку државата во изминатиот период, значи прашалникот беше состојбата на туризмот, темата од 2008 до 2018, значи во изминатите 10 години, колку државата придонесува. Таму имаме поприлично неубави изјави, искази, бројките се поприлично поразителни. Имаме региони што ние си ги викаме во Македонија туристички региони, меѓутоа кога ќе дојдете на општинско ниво, кога ќе дојдете на инфраструктурно, на состојба на инфраструктура, на све личат, само на туристички региони не личат. Кога кажувам туристички региони, пред се мислам на Скопје и на Охрид, или на Охрид и на Скопје. И таму бројките се многу поразителни, реков, во одговорите на стопанствениците, сите се жалат на инфраструктурата, иако општината не убедува на форумот, што го правевме на 6 дека тие работат, меѓутоа веројатно работат во сред туристичка сезона и не стигаат никогаш да си ги завршат работите на време. Блокирани улици, многу голем проблем беше патот од Скопје до Охрид, долго време се гради, се реновира, едносмерни улици во низ Охрид, долго време на пристигање од влезот на Охрид до хотелите, до хотелските објекти. Значи, такви ќе ги видите прашањата во анкетниот прашалник.
Луѓето се незадоволни и искажуваат тешко работење. И оној дел каде што треба државата да направи, беа спомнати и субвенциите, се позитивно се изразуваат за субвенциите, значи дека им придонесува посебно во делот за хотелиери, им придонесува да добро да им работи бизнисот, задоволни се од субвенционираните гости, односно од соработката помеѓу туроператорите во врска со субвенционираните гости и тие се надеваат во одговорите и сакаат и понатака да продолжи субвенционирањето. Меѓутоа има една лебди во воздух, едно прашање е поставено дали имаат визија како понатака би го воделе бизнисот доколку нема субвенции, и тука сите кажуваат дека ќе имаат потешкоти во работењето. Што значи дека хотелските објекти, па и ресторанските објекти не се доволно спремни, односно треба да поработат на тоа што ќе биде кога, ако некогаш се прекине субвенционирањето или ако се намалат субвенциите. Забелешките кон државата се поприлично големи, даваат најразноразни сугестии што треба да направи државата. Ние од утрешниот форум ќе излеземе со некакви ставови према државата, посебно према Министерството за економија. Се надеваме, после толку апели дадени од страна на Сдруженијето и на Стопанската комора, а и другите комори и сдруженија, дека конечно ќе има слух Министерството барем во еден дел да излезе во пресвет на стопанствениците, односно на собствениците на хотелите и на ресторани.